Училиштата се менува од онако што е самиот почеток, каква е во моментот? Добар ден, така, во моментот регионите кои што ние ги покриваме како Центар за јавно здравје, Струмица со општините и град Валандово, можам да кажам дека не се наоѓаме во добра или стабилна епидемиолошка состојба, бидејќи секојдневно бројот на новодиагностицирани пациенти со COVID-19 не стивнува. Така да епидемиолошката состојба еве и со некоја анализа, да кажеме, од почетокот на пандемијата до сега имаме регистрирано над 5000 заболени лица со COVID-19. Тоа е бројка за град Струмица со општините, а за разлика Валандово некаде имаме над 300 позитивни пациенти. Меѓутоа бројката е релативна, таа секојдневно се менува бидејќи има нови позитивни, меѓутоа имаме и пациенти кои што ги ослободуваме, односно веќе се сметат како оздравени лица. Со обзир на тоа што е пандемија, можам да кажам дека еве Македонија, па и ние како регион Струмица, се уште се наоѓаме во фаза на широка трансмисија, што значи дека граѓаните ќе мораме да се потрудиме малку повеќе да внимаваме и да ги почитуваме мерките и препораките кои што се од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство. Во однос на училиштата, да, учебната година започна. Нормално е дека ќе се појавуваат како позитивни ученици, така и позитивни просветни работници. Меѓутоа, ние можам да се пофалам дека имаме одлична интерсекторска соработка со институциите и со општинските основни и со средни училишта, но исто така и со детските градинки. Во моментот имаме диагностицирано и позитивни ученици. Станува збор за основно училиште, меѓутоа и за средни основни училишта, така да благовремено стапуваме во контакт, се спроведува епидемиолошката анкета, се мапираат контактите и благовремено се укажуваат сите мерки и препораки за учениците, па макар и за просветните работници кои што одат во изолација. Каква е бројката на ученици? Па имаме пријавено позитивни ученици, имаме дури 2 кластери, еден во основно општинско училиште, а друго во средно општинско училиште. Се превземени сите неопходни мерки и се надевам дека во иднина нема да се појавуваат други ученици, меѓутоа ако постои ние по епидемиолошка индикација секако ќе тестираме. Затоа ќе упатаме еве овде и еден апел до родителите да обрнуваат повеќе внимание на своите деца, доколку некое дете се осети недобро, па макар и мала промена осети родителот, нека благовремено се јават кај матичните лекари, доколку има потреба да се направи молекуларна диагностика или брз антигенски тест, за да се спречи всушност ширењето на вирусот во училиштата.